Поставивте вашето прашање, ве молам Така да, градоначалник, пак ќе речам, многу поспособни од вас пробале да ми го најдат местото, за да не му... Ви благодарам. Јас советничките прашања ќе ги поставувам едно по едно, со цел да можам да поставам дополнително прашање после моето прво поставено прашање, и моето прво поставено прашање се однесува до градоначалникот по однос на запишувањето на имотот на општинската зграда на општина Прилеп. Во месец февруари градоначалник излеговте со известување за медиумите дека општинската зграда конечно доби имотен лист, и љубопитен од тоа како претходно тројца градоначалници не успеа во нештото, се обратив до Агенцијата за катастар недвижност и извадов имотен лист во кој што правен основ за запишување на правото на собственост стои одобрението за градење од 2008 година и основниот проект. Бев изненаден ради тоа што сите се запознавме со ревизорскиот извештај за 2023 година, во кој што е констатирано дека по површина општинската зграда одстапува од основниот проект, а од причини што веќе се употребува од 2011-2012 година. Ми беше интересно да испитам на каков начин сте успеале, со која магија сте успеале да ја запишите во Агенцијата за катастар недвижности. Ако Државниот завод за ревизија констатирал ваква состојба, чисто за ваша информација, ревизорските извештаи не подлежат на повторна ревизија или на дополнителни вештачења, па ве прашувам, со која магија ја употребивте за овој бесправен објект да го запишите во Агенцијата за катастар на недвижности, без да фалсификувате проектна документација, измена на одобрение за градба или некој документ од техничката документација, и кој беше среќниот добитник што го запиша ваквото право во Агенцијата за катастар на недвижности? Ви благодарам за прашањето. Нема магија, административно-техничка работа. Генерално сметам дека прашањето ви е до Агенција за катастар на недвижности, а ако постои кава со основано сомнение дека, како што велите вие, магија или се направило нешто надвор од законот, слободно постапете ви и добро ги познавате тие проблематики, сте адвокат. Преземете ги сите мерки и активности. Не стои во извештајот од ревизорскиот, односно ревизорскиот, извештај дека не се согласуваат квадратите со градба, затоа што за оваа зграда си има комплетна документација и одобрение за градење. После сите акти кои што следувале, има институција која што ги заштитила документите, се вика Државен архив, и сето е согласно позитивните законски прописи запишено во Агенцијата за катастар на недвижности. За сите останати отворени дилеми кои што ги имате или кои што сакате да ги ставите сега на тапет дека има основано сомнение дека се направила магија, имате институции, повелете, пристапете. Ме чудите, градоначалник, бевте раководител на Државниот архив, да не знаете како градоначалник дека архивен материјал од општина Прилеп во Државен архив нема. Би требало да го знаете тоа. Архивен материјал од општина Прилеп во архивот кај што вие работевте нема, градоначалник. Јас ви кажувам поради официјалните одговори од општина Прилеп, кај што сте градоначалник сега. Председателке, ќе ве замолам да го предупредите градоначалникот да не ми упаѓа во збор. Дополнително прашање. За ова општинска зграда, градоначалник, претходно тројца многу поуспешни градоначалници од вас пробале да ја спроведат во Агенцијата за катастар недвижности, не успеале. Јас од оваа говорница го повикувам основното јавно обвинителство сериозно да се позанимава со начинот на запишување на правото на собственост на општинската зграда на општина Прилеп, од причини што и тоа како ќе најде проблем. Инаку во први месец пред да се запиши собственоста, градоначалник, еднаш ви било одбиено барањето за запишување на собственоста, ама проектантот, геодетот нашол некој решение, анекс на проектот направил, и така е спроведено, али отом потом на крајот на денот и тој ќе си одговори на поставените прашања.
Дополнителното прашање ми се однесува на тоа дали вие градоначалник поседувавте недвижен имот над Лукоил, bespravno изграден објект и експроприиран имот за кој што се уште земате на доместок за издавање под закуп на билборди? Тоа ми беше дополнителното прашање. За дополнителното прашање се е направено согласно законските прописи уште еднаш по однос на чувањето и заштитувањето на архивски материјал. Ве молам, поштедете ме, 17 годишно работно искуство имам во Државен архив и ден денеска точно знам и физички кои документи на која полица сто и во кој депо. Да, и точно е дека членови на моето семејство, за кои што ги злоупотребуваат, а не се вмешани во политика никако, има институции, покренете иницијативи, добро, и има основно обвинителство, нека си докажат тие дали некој заработува нелегални, а вие па најдобро знаете како е криво да се гради и како е да имате кривична пријава да градите велелепен објект во Кумровец, во вашето омилено село. И еве уште едно прашање до јавноста, да ве прашам, до ова што се однесува, и ги повикувам сите надлежни институции да ги следат како се движа парите и за чиј интерес вие работите со спасувањето на селото Оревоец, односно прекино на пато, изградба на автопато Прилеп Битола, со кое што дело сакате да го оштетите буџетот на Република Македонија за повеќе од 100 милиони евра. И еве ги повикувам сите да ви ги побара вистинските мотиви и еве ја предизвикувам прилепската јавност добро да размисли кои се вашите вистински мотиви за да протестирате четворица луѓе таму на пато, за да ги спречите на 40 концесии. Вие она што се однесува на јавниот интерес и за договори кои што се склучени од минатото, а се однесува на подобрување на инфраструктурата и поврзување на градот, правите протести за нешто што го нема. Пробавте со вашите дивоградби дека ги спасувате, односно ви се уништува, видовте не ви врвите во јавноста, па сега се зафативте со подземните води за кои што сте изгубиле на судење од јавното претпријатие за државни патишта и уште продолжувате против интересите и против јавниот интерес за ваша лична материјална корист. Еве за ова јас ги повикувам сите надлежни институции да испита кој е вашиот личен интерес по однос на спречување на изградбата, односно зголемување на цената на вредење на автопато Прилеп Битола. Ме чешла ле мене градоначалник, многу поспособни градоначалници од вас и единствено што нашле е да се најдат во опозиција. Искрено. И по однос на вашава констатација, не знам, не можем да осватам Деловников, председателки, ако може да ме упатите, градоначалников ми постави неколку прашања мене. И сум должен да одговорам на прашањава. И сега го користам то право да му одговорам. Не сте должен да одговорите во моментов. Поставувате прашање советничко. Че немав таква можност, ако не ми поставеше прашања, председателке. Пошто ми постави прашања, јас должам одговор на градоначалникот. Инаку градоначалник за Кумровец по ваше, ние барем не се кријаме дека бесправно градиме на место кај што немате донесен урбанистички проект. Ве молам, господин Стевановски, го поставиште Председателке, вашето прашање ми ве молам постави да ви... градоначалникот. Прашање ми Прашањето ќе си го постави. одговарате накнадно. На кафе? Да, на кафе. Стварно? Сега ве молам да продолжиме со седмицата. Еве, продолжуваме да се со задржиме. седмицата. Кажавте ваше прашање. Вие со вашиот колега пратеникот Петар Ристевски први дојдовте за да го гледате чудовиштето кое е создадено врз основа на криминалниот договор што го склучила претходната власт, градоначалник. Сега сме се фатиле за чување на објектите, за изворите. Вие знаете дека имате јавно предпријатие Водовод и канализација кој по истиот основ спречи реализација на издадена концесија. Свесни сте за тоа? Вештачење имате видено, доставени ви се. На крајот на денот, дали сме четворица или 40, власт или шо сте, земете, пробите не онде, ако сте во право. На крајот на денот. И какви мотиви имам јас по однос на чувањето на двете села Оревоец и Плетвар,
Кумровец, што вие го нарекувате, ќе каже летово Европскиот суд за човекови права која прифати Се извинувам, господин жалбата Стевановски. градоначалниче. Поставивте прашање за доделување на простор на Сдружение на тутунопроизводители. Да, и одговарам на поставените прашања од Не е градоначалникот. прашањето до вас лично Вие- риторичко прашање. Кажете ви ми, кажав, со кажете ми, градоначалникот по која после одредба од деловникот разговарајте. јас не можам да му одговорам на градоначалникот. Ова е во моментов прашање за советнички прашања поставени до градоначалникот и до институциите. Точно така, па зашто Не му до дозволивте да советниците. ми поставува прашања председателке тој мене? Накнадно ќе си разговарате, ве молам. Еве си разговараме накнадно. Го поставивте председател. вашето прашање, ве молам Така да напуштете ја градоначалник, говорницата. пак ќе речам, многу поспособни од вас пробале да ми го најдат местото за да не му Ви благодарам. процедурално се Го поставивте вашето прашање, ве молам да ви се одговори. По член 28 По член 28 имате право да поставите најмногу 2 прашања. Прашањата треба да бидат куси, прецизно поставени и не sme да има елементи на расправа за содржината на која се однесува. Член 28. Дали ќе ми дозволите да изнесам својата процедурална забелешка? Повелете. Вие председателке го кршите деловникот на начин што на градоначалникот му овозможувате да поставува прашања, а не обратно ние да му поставуваме прашања и не ми овозможувате право на збор за да одговорам на така поставените прашања. Во седница за советнички прашања немате право на збор. Имате Кај го право да пишува тоа? поставите Кажете 2 ми од прашања. деловникот за да знам за друг пат Еве пошто во сум член звук. 28 го цитирав 3 пати. Добро? Продолжуваме понатаму со седницата. Член ве молам. 28 е за поставување прашања, не е Да. за давање одговори на градоначалникот. Градоначалникот не бара да му одговорите сега на седницава. Побара сега од ова говорница побара. Ви кажав риторичко прашање. Го слушнавте што кажа. Не бара одговор од Добро. вас. Реторички одговор му давав јас до сега. Благодарам.